12-годишната Глорија минува по неколку часа дневно пред компјутер. Вклучително со училишната настава и забавата пред мониторот, Глорија и низините врсници минуваат и по 10 часа дневно во седечка положба, што е околу 60% од времето кога се будни. Ја дневно пред компјутерот седам 2 часа и родителите ме некогаш предупредуваат да не гледам, да не седам подолго време заради очите не болат, ребетот, а во слободното време седам подолго, може би 1 час и гледам, слушам песни, играм игрички и то. Но забавата пред компјутерите и телефоните чини многу, кога во прашање е здравјето на децата. Кога е човек во една иста позиција, тогаш се разбира дека ќе настанат некои реперкусии, почнувајќи од деформација заради позицијата која што ја зазема, понатаму од болки заради постојана затегнатост на една група од мускулите, се акумулираат овие проблеми, така да човекот почнува да има, значи, и сомато-органски проблеми. Но, освен на рбетот, жртва на технологијата се и очите. Самото зрачење, кој има така нареченото тоа ладно плаво светло, blue light светло, кое го имат околу 523 нанометар од нашата невидлива сончева светлина. Знаеме дека децата навик сакаат да играат видеоигри, но перманентното играње на тие видеоигри со многу контрастни бои многу брзо го троши видниот пурпур во нашите очи. Но ерата на технологијата не може да се запре, па лекарите имаат совети за превенција. Кога се во прашање очите, најважен е одморот и очилата со заштитен филтер, но и што помал престој пред компјутер и телефон. Рбетот од друга страна бара уште поголема грижа. Спортот, играта надвор, долгите прошитки и што подолг активен престој на чист воздух се еликсирот кој ги чува децата од заканата наречена компјутер, односно телефон.